и треба ги продаваме сам. Сакате и ви да се приклучите? Да, зашо не? Тоа ќе помогне многу за мајката на Игор. И ќе глумиме, ќе пееме и ќе помогне со лекувањето. Што да се пријавиш, ма? Па ќе се спремам актерска точка. Може бе, ако сакате и вие на мај едно. Глупости. Ама јас ќе дојдам колку да ви се смеам. Јас можам љубовен монолог да спремам. Ти, љубовен монолог. Кој ќе те сака тебе? А колку чини една карта? Остави. Еве јас ќе ти платам. Ти да ми платиш. Дај ми 4 карти, ќе земам и за моите. Благодарам. Ништо. Ајде карти за хуманитарен концерт, музика и глума. Ајде, по 100 денари карта, парите одат во хуманитарна цел. Повелете. Десет сакаш? Дај една карта, бате. Ајде, остана уште во многу млад. Еве ми остана карти од малото и еве 11.700 што се овде. Ако сакаш преброј. Не, окей. Румен стави да види. Ајде, карти уште малце остана, музика и глума само за вас. Ајде, побрзајте, ќе се продадат сите карти. Ти сакаш 10? Ви молам 10 карти. Драги присутни, добродојдовте на нашиот хуманитарен концерт и глумечка приредба. Значи, ваква е програмата. Првин ќе биде песната Другарство, која што и вие ќе пеете заедно со нас, затоа што веќе стана хит на радио. После тоа ќе има еден глумечки настап и после тоа ќе биде новата наша песна на Facebook. Ве молам еден аплауз за Другарство. Сега, сите приклучете се на Facebook на новиот лайвстрим за песната на Facebook. Сети се на нашата Facebook романса. Дай ми ти уште една шанса. Животот не е
Значи, те мразам кога не си тука. Те мразам како ме гледаш. И како ми ја возиш колата. И ги мразам твоите големи војнички чизми. Мислам дека не ги украле парите. Како не ги украле? Па не знам, види ги нема. А уште повеќе? И зашто ќе правиме? Ај, Господе голем, ќе го помогнам. Па многу пари Кога бе. лажеш. Ама најмногу од се мразам што не те мразам. Ни малку. Воопшто. И сега ја представувам Бисера и нејзиниот монолог. Ајде, Бисера! Бисера? Значи како успеа да ми се заплетка мастиката в коса? Ама не можам пак. Па вчера бев на фризерка и тетка Јана и ми секоја скоро цела коса. И сега да ја изгубам и оваа коса што ми остана заради една глупава мастика. Ама не можам да се шетам ваква, со мастики цела. Татко ми е крив за се. Тој ми даде мастика. И не една, туку две. Кој да е крив, јас немам избор. Морам да ја се јавам на тетка Јана. Ова со пари беше ми ги украда катастрофа, значи... Ико, не се кире големе бок, сега се Нема, прави. Игор си е крив. Кога се налюти за ништо и сега ние за неколку ги собиравме парите, што значи он си е крив. Ико, Сезо, Него ќе ми ги даде парите. голем... Глеј, можевме у црква да ги ставиме таа што се донира. Илија. Таа да ги донира. Илија не е така. Ама што не е така? Значи, Ико, не е така. Господе голем. Ти го знаеш тоа житието за тој златарот од Русија? Не. Па да знаеш, еднаш многу одамна во Русија, нели? Живее еден златар. За тоа колку е голем Бог, раскажува вистинската приказна која што се случила во времето на владеењето на царот Лав Мудриот. Во тоа време си живеел еден златар кој постојано повторувал голем е Бог, та голем е Бог. Дури тоа им пречело на жената и на децата. И не само на жената и на децата, туку целиот град, кога требал да оди на златар, велеле да појдеме кај златарот голем е Бог. За оваа навика на златарот чул и самиот цар Лав Мудриот. И си рекол, ќе ја проверам јас верата на тој златар, дали вистински верува или дали тоа го зборува само онака од навика. Се престорил царот во обичен граѓанин, земал еден скапоцен прстен и пошол кај златарот. Скапоцениот прстен на себе имал камен наречен острел. Царот го извадил каменот и му го дал прстенот на златарот. Ки ми го направиш ти прстенов, рекол преправениот цар. Секако ќе ти го направам, голем е Бог. Ама види го убаво. Ма не се грижи, ќе ти го направам, голем е Бог, рекол златарот. Стави го таму кај останатите, имам и други прстени за работа. Бил презафатен. И не обрнал внимание на прстенот од царот. Царот му рекол, но слушај, погледни ваму да не се загуби каменов, многу е скапоцен. Брате, каменот нема да се загуби, голем е Бог, велел златарот. Кога да дојдам? Кога ќе биде готов мојот прстен? Запрашал царот.
дојди за 8 дена. Јас треба да ги завршам светите садови за црква и да ги поправам уште оние прстени, веќе ми се насобра. А тогаш ќе биде ли готов прстенот? Повторно прашува царот. Ќе биде, господине, зашто голем е Бог. А царот пак да ти го извадил каменот од прстенот и да ти го фрлил в море. А еве што си рече нашиов цар при сето ова. Море, ќе се лишам од каменов, само да го видам. Ќе го врати ли Бог каменот од морското дно заради овој што е 1-2, па голем е Бог. Изминале 8 дена. Доаѓа царот кој златарот во истата облека. Ме препознаваш, брате? Како да не те препознавам, господине? Голем е Бог. Ти ми даде прстен за да го поправам. А ти го поправи? Да. А каменот си е на него, како порано? Господине, одговорил златарот, јас прстенот го поправив, но никаков камен не најдов во него. Аха, така ли? Дали ти знаеш со кого зборуваш? Јас сум царот Лав. И како што ги изрекол тие зборови, тој ја фрлил облеката од себе и му се покажал на златарот во сета своја царска облека. Но и што дека си цар? Слушни сега вамо. Ако не ми го вратиш каменот, ти отиде главата. Нема ништо од сето тоа, ваше височество. Зошто голем е Бог? Каков голем е Бог? Ке ти покажам јас тебе колку е он голем. Ако за 3 дена не го вратиш каменот во прстенот, ке те казнам. Ваше височество, ако ми дадеш 3 дена, во тој случај голем е Бог, мислам, каменот ке ти биде вратен. А каде ли ќе најдеш таков камен? Значи погледни ме сега добро. Имаш само 3 дена за да го вратиш каменот на своето место. И, како што рекол царот, така се свртел и си заминал. Слушајќи го ова, жената на златарот заплакала и заридала. Но, незиниот сопруг, златарот, ја убедувал, бидејќи бил со цврста вера во Бога, дека се ќе се заврши како што треба. Жената не поверувала и целата скршена и уплакана отишла на пазарот да купи риби и како што си помислила таа за последен пат да вечера со својот сопруг, бидејќи царот, ако се налути и ако казнува, казнува со смртна казна. И жената плачела и ги чистела рибите. Тате, нивните деца исто така биле салво солзи и плач. Деца мои мили, голем е Бог. Гледајте си го детството ваше, ги утешувал таткото. И одненадеж жената со насмевка на лицето и солзи во очите влегла во собата кај својот сопруг златарот и му рекла: "Мажу, што ќе да е ова?" И во рацете држала скапоцен камен. Златарот, целиот радосен, рекол: "Голем е Бог, тоа е каменот од прстенот на царот." Ој, жено, гледаш ли? Што зборуваш? Ајде дај да го измијам. И навистина, кога го пробал на царскиот прстен, каменот легнал токму како да е тоа за него местото. Царот, на истекот на 3-тиот ден, повторно влегол во златарата и го запрашал златарот дали е готов неговиот прстен. Златарот повторно рекол: "Голем е Бог, ваше височество, прстенот ви е готов." Царот толку се изненадил, но пријатно, што го повикал златарот да му биде советник во неговиот двор и да живее постојано во царските дворови се додека царот е жив, бидејќи заклучил царот дека златарот не ја пере устата со зборовите "голем е Бог", туку тоа го изговарал секогаш од дното на душата. Вие знаете ли што зборувате? Кај може пенкало да биде волшебно? Шифрата е 2+1. Волшебно пенкало! Најдовме вистинско волшебно пенкало.